На 2 август 1944 година во манастирот Прохорчински беше одржано првото заседание на антифашистичкото собрание на Народното ослободување на Македонија. Одржувањето од нова собрание беше круна на 4-годишната народно-ослободителна борба и антифашистичка борба на македонскиот народ во текот на Втората светска војна и секако најзначаен чин и круна на целокупната борба во овој период од историјата на македонскиот народ. Летово веќе Македонија практично беше слободна, освен големите градови. Тогаш одлучихме да го одржиме заседанието и беше една дискусија каде да се одржи и кој датум да се одреди. Кога се веќе одолжи времето за одржување, тогаш се решихме да го поврземе првото заседание на Асном со Илинденското востание. И затоа во нашиот народ се говори за втор Илинден за ово заседание. Прогласувањето на Демократска федерална Македонија во рамките на ова прво заседание на Асном се реализираше една од целите на македонската борба, борбата за државност. Но само на дел од етногеографската територија на Македонија, значи се формира држава со ограничен суверенитет во рамките на Демократска федерална Југославија. Имено на 29 ноември 1943 година во Јајце беше одржано второто заседание на АВНОј, на кое македонскиот народ беше прогласен за равноправен со другите југословенски народи, нему му беше признаено правото на државотворност и Федерална Југославија се формира врз национален принцип, односно право на држави добија оние народи кои надвор од границите на Југославија немаа своји национални држави. Првото заседание на ОНУ, па Македонија не беше спомената како република у идната федерацијата, туку по сугестија на Ранко Стоа да бидеме покрајна, као Косово, Војводина. Така да ние ако не беме организирани како еден корпус, единица изузетно способна за војување и ако не ги победи извојуваме, сумњам дека ќе останеме ние република. Покрајна да. На второто заседание на АВНОј донесена е одлука за организацијата на Југославија и републиките како самостојни и суверени организми, дури и со право на отцепување. Ако се донесуваше првиот устав на Југославија, тоа право не се некако замагли и пишува користејќи го правото на самоуправување се обединија. Залагањето на Ченто е незино обединување, формирање на македонска суверен национална држава со сите атрибути и да таа држава сега влегува во однос со другите држави. Наоѓува во сукоп со инструкторите на ЦК на КПЈ, односно Темпо и Радосавлевиќ. Ченто се побуни. Се побуни тука и Лазо го однесе на састанак кај Кардель и тој бара да се ова право внеси. Додуше бара и некој од граѓанските партии кои беа возобновени во Србија. Ние немавме, па немаше ништо да се возобнови. И беше мало и цврсто, да кажем, онака просто
простия израз, тврдоглав, па држеше многу до своето мислење и бараш на Кардель му има речено јас не можам да гласам за тој устав. Епа ако не можеш да гласаш, кој ќе се гласа за уставот и напушти го собранието и така се деси. Тука се створи една опозициона група визави Централниот комитет на Македонската партија. И некаде тука може би лежат корените на една појава која набрзо по конституирањето на првата современа македонска држава ќе биде наречена појава на автономизам и сепаратизам. Прашањето за обединување на македонскиот народ беше децидно поставено на 24 јуни 1944 година на островот Вис од страна на македонската делегација во состав Методи Андонов Ченто, Емануел Чучков и Кирил Петрушев, кои заедно со Светозар Вукмановиќ Темпо отидоа на Вис кај Националниот комитет на ослободувањето на Југославија, кај Јосип Броз Тито, да го постават прашањето за дефинитивно обединување на македонскиот народ. Тито како голем дипломат, имајќи увид во целокупната меѓународна ситуација, а пред се воден од фактот дека меѓународното признавање на Југославија зависи од тоа Југославија да остане во предвоените граници и дека само на таков начин ќе ја добие поддршката за тој да остане на власт после војната од страната на британците и американците, дипломатски им дава една сугестија на македонската делегација дека вашето право, барање за право за обединување е ваше природно право, но сега не е време и момент акционо да се постави барањето за обединување. Македонската делегација Методи Андонов Ченто разочарани се враќаат од Вис, бидејќи знаат дека сето тоа нема да се реализира онака како што планирале македонците во текот на Втората светска војна. Во самите документи на АСНОМ е донесена, постои дека основната цел на борбата е обединување на македонскиот народ. По завршувањето на заседанието, значи од август месец 1944 година до декември месец 1944 година, политичкото раководство и военото раководство на президиумот на АСНОМ започнува да води една самостојна политика, која што е политика на договарања со соседните држави врз база на билатерални односи. Таквите чекори преземени од страна на президиумот на АСНОМ беа доставени до централата во Белград, односно до Националниот комитет на ослободувањето на Југославија, и кога се виде дека, кога Тито дознава дека во Македонија македонците водат политика на осамостајување од Југославија, неговиот коментар е дека македонците, а во исто време се случува тоа и во Хрватска, не знаат што е тоа федерација и не знаат како треба да се однесуваат. Затоа во декември месец 1944 година, 28 декември и 30 декември, одржано второто заседание на АСНОМ, каде што се испраќаат високи функционери од политичкиот врв на централното раководство, како Светозар Вукмановиќ Темпо и Едвард Кардель и други српски раководители, каде што на заседанието идејата за самостојна и обединета Македонија, односно за осамостојување на Македонија и функционирање као самостојна држава, е осудена од сите и основниот заклучок на заседанието е дека единствено Македонија може да опстои во рамките на Југославија. Затоа првиот судар може би така директен и непријатен, кој настанува помеѓу македонскиот иницијативен одбор Методи Андонов Ченто, Лазар Соколов, Киро Глигоров, Михајло Апостолски, за една група македонски дејци, наспроти Светозар Вукмановиќ Темпо, е решението кое го наметнал Темпо Видое Смилевски Бато да биде примен за член на президиумот на АСНОМ. Ченто постои прашање, добро бе, ние правиме држава, кој ќе биде орган, тој што ќе управува со таа држава. И тука беше некаква расправа. Ајде сега да не бараме некакво посебно име, у Русија го викат президиум, па и ние да го наречеме президиум. Добро, колективно тело. Сега кои ќе бидат членови. И почна разни предлози, по едно време Страхил Гигов дигна два прста. Ченто, ја имам еден предлог.
кој во президиумот да влезе Видое Смилевски Бато. Абе, кој ти е тој? Абе, викат, како не знаеш, тој е голем комунист. Чути он ништо. Абе, знае ли тој македонски? Па сега дали знае. Меша малку. И да биде човек што не знае македонски у президиум, Абе, зошто бе? Ќе научи тука. Знаеш што ја тебе ти кажам, што ми е толку добар комунист, си го земете у Централниот комитет. По едно време, еве ти го Страхил, ама со него иде темпо. Дојде и застанат за Ченто, а вие така, овој Бато, не го примате у президиум. А Ченто ни глава да обрне. Слушај, другар Темпо, ти не си член на овој форум. Вика, немаш право на збор. Овој не може да дојде на себе, се црви целиот. Се сврте и вика, чета да ми се формира, ќе си одам одма Србија. Добро, вечерта, пред да вечераме, не собраа сите нас од иницијативниот одбор и мислам да беше Борко Темелковски ни саопшти дека е образована комисија да утврди одговорноста наша заради националистичко скршнување. Главниот, тој што ни испитуваше, беше Видое Смилевски Бато. Него го назначиле, кои се другите членови не ни кажаа. И сега настана еден судир меѓу овие пролетарски трибуни и овие патриотски трибуни во президиумот. И ЦК почна да се сомнева. И на една седница на ЦК во летото 45-та година оценета е таа цела група со Ченто, Влахов Старио, Влахов Младио, Киро Глигоров, Лазар Соколов, Каджи Панзов од Пирузе, Павел Шатев, како антипартска група. И дадена е директива да се следи доле организацијата, сигурно и на органите на безбедност. И тогаш настанува еден овај судир. Во овој период веќе македонските кадри се наоѓаат во немилост. Почнува едно следење нивно на селото нивно, на сите нивни настапи јавни, на нивните искази. Така се следи Шатев, се следи Петре Пирузе Мајски, значи Димитар Влахов, сите овие македонски дејци кои пред Втората светска војна се бореле за обединување на Македонија, нивните изјави и нивното движење целосно се следи бидејќи тие го поставуваат прашањето за обединување. Од другата страна стоеше едно тврдо, така да се каже, комунистичко крило со Цветко Зуновски Абас, Страхил Гигов, Лјупчо Арсов. Значи тоа беше една група на ортодоксни догматски комунисти кои сметаат дека македонското прашање дефинитивно се решило на второто заседание на АВНОј и дека македонскиот народ го искористил своето право на самоопределување до отцепување токму на ова второ заседание, иако знаеме историски факти дека на ова заседание не присуствуваше ниту еден македонски делегат. Сега Лазар Колишевски не само како партиски секретар, туку и од позиција на председател на Народната влада во Македонија, има огромна политичка моќ и директно заедно со Сојузна ОЗНА почнува една хајка за дисквалификација на македонските така наречени автономисти и сепаратисти. Значи, уште во текот на 45-та година веќе Венко Марковски почнува да паѓа во немилост, бидејќи почнува да се девалвираат неговите поетски уметнички дела, што значи дека тој постепено ќе биде и политички ликвидиран, односно дисквалификуван. И многу други македонски интелектуалци, како што бил Петре Пирузе Мајски, Хаджи Панзов, Емануел Чучков, како еден непартиски кадар кој бил министер за Македонија во југословенската влада, Јордан Блажевски како началник на оделението за аграрна реформа и колонизација при Министерството во Македонија. Исто така, Димитар Влахов е повикан во Белград, каде што според одредени записи кон него многу некоректно се однесувале и всушност бил
ставен во изолација. По доаѓањето во Југославија, Влахов продолжува со публицистичка работа, но се занимава и со политичка дејност. Станува подпредседател на Президиумот на Федеративна Народна Република Југославија. Сега во Југославија ја имаме само Вардарска Македонија. Во нашата Федеративна Југославија ние сакаме да влезат и другите две македонски области. Наше е правото да бараме обединување со Егејска и Пиренска Македонија и тоа право не може никој да не го одрече. Додеше тие луѓе беа мало занесени со една илузија за создавање на обединета Македонија, кое беше илузорно да се направи. Преди се заради отпор на западните сојузници начело со голема Британија. Но во прашање не беше само проблемот на обединувањето. Овие македонски кадри пред се спротивставија на недемократските методи на владење на комунистичката партија. Го дигнаа гласот против ликвидациите без судски одлуки, не ги прифаќаа насилните методи на одземањето на приватната сопственост во градот и селото. Записникот ЦК на стои пленум 45-та година без дата и една од точките е скршнување во партијата и фракционаштво, а другата е од 18.8.45 година на седница на окружните комитети, на секретарите на окружните комитети, на која во присуство на другарите Лазо и Абас, инструкторите Лилијана, Вера Ацева, Владо Стругар, Блаже Талевски, Крсте Црвенковски, како и другарите од кадровското оделение, исто така како точка 4 се разгледувало за скретањето на нашата партија и фракционаштвото. На овие две седници е осудена активноста на оваа група. Сите тие биле етикетирани како сепаратисти и антипартиска група и се донело решение кон нив да се преземат поединечни мерки. Панко не подлегна на раководните структури, односно на номенклатурата на партијата и изразуваше свое мислење по проблемите што се однесуваат до македонското национално битие, до македонската национална револуција, особено во периодот на 24-25 година, кога меѓу Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија и Покрајнскиот комитет на Комунистичката партија за Македонија дојде до спор во поглед на перспективата и развојот на македонското национално револуционно движење и Панко не ја прифати директивата, заправо не прифати рестриктивниот однос на Комунистичката партија на Југославија кон македонското национално движење. Тој од секој пат бил за обединета Македонија. Бил за посебна македонска држава, која ќе биде равноправна со другите држави на Балканот. Ни под бугарско, ни под српско, ни под друго некое. И тоа е она што Панко Брашнаров народот му плускал и народот, да кажеме, значи, имал со големо почитување. Практично Панко Брашнаров во иницијативниот одбор, кога води, во тој иницијативен одбор начело со Ченто сачинува скоро македонска интелигенција. Тука имаш скорото иницијативен одбор е од лица интелектуалци. Чистењето на интелектуалците од локалниот терен било многу погубно за Македонија, бидејќи со овој да уште во декември месец 45 година Лазар Колишевски настапува со критикување на интелектуалците и бара во раководните структури наместо интелектуалците да биде вклучен работнички кадар. Тоа е фактички повторување на она теза која Светозар Муквановиќ Темпо ја поставува од текот на Втората светска војна, дека односно првото етикетирање на македонската политичка сцена е етикетирање за интелектуалштина. И самиот Темпо тогаш настапува, вика, нам не ни треба многу школован кадар кој мисли со својата глава, нас ни треба здрав работнички селски елемент во партијата, кој не знае многу да зборува, но кој ќе биде одан на нашата партија. Значи се бараат луѓе кои не размислуваат, кои ќе бидат слепи извршители на директивите. Таквите личности во Македонија ги предводи Лазар Колишевски со неговите најблиски соработници, Острахил Гигов, не знам, Љупчо Арсов, Видој Смилевски, потоа Цветко Зуновски Абас,
Злате Билјановски и други кои понатаму ќе се вклучат во тој систем на репресија кој ќе биде вршен врз македонската интелектуална промакедонска струја. Носители на таа политика биле пред се интелектуалните кадри кои во годините пред Втората светска војна се бореле за обединета, независна и суверена Македонија. Меѓу тие личности од периодот пред војната спаѓаат Павел Шатев, Димитар Влахов, потоа Крсто Гермов, Шакир, потоа и овде спаѓа и Методијан Доновченто, Емануел Чучков и други. Меѓутоа, во текот на војната кон оваа група се приклучуваат и Петар Пирузе, Киро Глигоров, Лазар Соколов, Венко Марковски, Апостолски и други. Иднината на Македонија, оваа група, да наречеме група, овие луѓе ја гледале пред се во федерација со некои од јужнословенските народи или поширока во Балканска федерација, меѓутоа на принципот на сувереност на државите на секоја од нив. Целокупната ваква активност на овие лица по осудувањето, по осудата, секој од нив бил ставен под, да речеме, под присмотра и еден по еден почнало да ја напуштаат политичката сцена. Ченто секако си има свое место во историјата на Македонија како прв председател на АСНОМ. Меѓутоа, ова сега што се прави, не е тоа Ченто, што се прикажува за Ченто. Дури еден историчар говори за некаков чентовизам. Ченто беше голем македонски патриот. Во војната, во 1942 година, влегол и во партија и беше комунист. Во 1943 година, на повик од Кузман Јосифовски, Ченто излезе во партизани, ама Ченто не беше нити функционер во војната, нити пред војната, нити за која и да било работа не беше иницијатор. Во март 1946 година Ченто е принуден да поднесе оставка, понатаму во април месец веќе се потврдува неговата оставка, разрешење од сите функции за летото во јули месец да биде уапсен и во ноември 1946 година од 19 до 23 ноември да биде одржан првиот сталинистички голем процес кој се одржал во Југославија. Постоеше цела организација, импровизација, Ченто да биде ликвидиран на денот на апсењето и тоа да се представи како бегство преку граница, односно дека е ликвидиран, убиен на граница. Во истото време, една ден дојде Вртановски Стојан и ми кажува, дали знаеш нешто ново? Не знам што е. Рече, од има наредба од Видоа Смилјовски, рече, кај ќе се најде Ченто, одма да се вате, да се затворе, кај да е. И немој рече да те јаде ѓаволот. Кај знаеш ти? Па рече ми прочитаа наредба. А види ли ти наредбата? А види. Ами кај го најдото Ченто? Рече од дома го земе, рече. Ами дело кај го терат? Одма рече тамо в порта, кај порта го затераме и од тамо рече го земе и Ченто и Неделко, а Митре рече од дома го земе Митревски. Човек ми зборуваше дека учествувал во таа единица на границата негде кај Витолишто тамо Мариовско, кога им рекле вечерва ќе имаме податоци, Ченто ќе бега за Грција, треба да го апсиме. И ние рече чекавме цела ноќ, стана тамо на 2-3 километра од нас една покотница и дојде еден од командирите и рече Ченто е заловен на граница, затоа пукав. Ченто е практично апсен пред својата порта во улицата во Прилеп. Фактот дека се виде дека Ченто е во Прилеп тој ден не даде можност да се оствари тоа сценарио да биде и физички ликвидиран. Самиот чин на апсење не беше извршен од кадар на таја озна, на битолската озна, мислам, него беше специјална екипа подготвена од центарот во Скопје и испратена во Прилеп која го изврши тој чин. Јас, за да бидам искрен и сега, после толку години,
Јас бев во таква ситуација, јас то исто ќе го извршев. Али мене не ми се довери то. Јас ќе го апсам. Без обзира што ова се што го кажав, јас го знам тоа. Затоа што јас како комуниста сум индоктриниран човек, не бев запален човек, не можев да резонувам како што сега резонувам. Ги изнесо на суд. Јас и супругата негова бевме Скопје на судејне. Во судницата, кога влегов, јас ги препознав меѓу судите Чашуле и Благоја Поповски. Дони ми седе ко присутни Цири Вири и од Борко Талески мајка му. Методија го донесол со двајца милицаи среде. За тоа време дојде една група доста млади, кој јас тогаш бев млада. Сите беа појќе девојки. Го прашува судите Методија, зошто си сакал да бегаш на граница си фатен и зошто сакал да бегаш? Тој замоли да одговорам. Тој одговори, не сум фатен на граница и не сум сакал да бегам. Во името на народот. Скопскиот окружен народен суд го осудува Методија Андонов Ченто на 11 години лишување од слобода со пресилна работа и 5 години губење на граѓанските и политичките права, како и конфискација на најдените предмети кај него. Во времето на издржавањето на казната, во Идризово бев запознат со Ченто, првиот председател на Методија, односно на Македонија. Во тоа време, он беше изолиран, посебно сам. После 50 година, него го пуштија во нас, во затворниците, во сите затворници. Го испуштија и го пратија право на циглана, на најтешката физичка работа. И факт е, вистина е, тоа, оти тоа го потврди многу честен човек, тоа е Димовски сведокот, Димовски сватот, партизанското име му е сватот, кој беше чувар во истражниот затвор во Скопје и на кој што кажа дека од предпоставените негови му дадоа 2 пилули и му рекоа ќе ги чуваш под клjuč, кој ќе ти речеме ќе му ги ставиш во јадењето на Ченто. Он кога е донесен во затворот, испразнат е целиот ходник. Тој клjučот беше кај мене, никој не смееше таму да влезе. Никој не смееше не да влезе, него да призне на пенџер не смееше. Што ти не? Апси пилули има. Нема еден пилули, ја вртев кај мене како управник на истражен затвор. Тоа беше едино најповерливо лице во полицијата. Jer on ne trebаше да излева на суд. Он trebаше да биде ликвидиран. По затворањето на Методија Андонов Ченто, набргу еден по еден беа политички дисквалификувани неговите соидејни другари, автономисти и сепаратисти. Неголемиот дел од нив завршија етикетирани како приврзаници на резолуцијата на Информбирото во периодот на судирот Тито Сталин. Дури во овој период, еден од најблиските соработници на Методија Андонов Ченто, Лазар Соколов, во февруари 1945 година во Белград држи едно предавање за економската самостојност во Македонија. Да се зборува за економска самостојност и за било каква самостојност и за било какво право на самоопределување во период кога Тито ја градеше цврстата централизирана држава со цврст монолитен центар кој беше политбирото на ЦК-КПЮ и врвот на тоа политбиро неговиот култ и личност. Значи, сето ова, ваквите настапи, барање за некаква економска, политичка или било
која поголема слобода и самостојност од страна на македонските кадри, значи беше оценето како антипартиско и антидржавно делување. Значи на таа линија почна да биде девалвиран Ченто, да биде девалвиран и Лазар Соколов како негов најблиз соработник. Лазар Соколов припаѓа на генерацијата македонски интелектуалци созреани во периодот меѓу двете светски војни, на генерацијата која застана цврсто за да изградената македонска национална свест. По завршената гимназија во Куманово и Скопје, образованието го продолжува на Универзитетот во Загреб, на економско-комерцијалната висока школа. Соколов спаѓа во основоположниците на МАНАПО, Македонско народно движење, кој имаше антирежимски, демократски, национално-ослободителен и антифашистички карактер. Станува член на акциониот комитет и работи врз организирањето на иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ. По војната обавува високи државни функции во Белград, но останува доследен на линијата која е застапувал Методиј Андонов Ченто. Неговите критики на недемократските методи на работа на Комунистичката партија, на идејата за создавање на независна Македонија, били искористени за тој да биде политички дисквалификуван како информбировец. Бил сменет од сите должности, а на 20 јули 1950 завршила кривичната постапка, пошто бил испратен на општествено корисна работа на Голи Оток. Венко Марковски, авторот на првата збирка поезија на македонски јазик, со целата своја љубов кон Македонија, се вклучува во НОБ. Неговата појава значила силен поттик на борците во текот на борбата. Заради неговите ставови за обединување на Македонија, во 1946 година бил исклучен од редовите на Комунистичката партија на Македонија. Во 1949 година бил суден заради неговите стихови посветени на Сталин, но по интервенција на светскиот пен клуб бил ослободен. Но ослободувањето било условено со пишување на покајничка изјава, која ја пишувал со вперен пиштол во слепоочницата. Изјавата била објавена во Нова Македонија, со цел да биде јавно понижена неговата личност. Во 1956 година, Венко Марковски прв јавно ја обзнанува суровата диктатура на Јосип Броз во својот труд Современи парадокси. Заради оваа поема бил испратен на 5-годишно општествено превоспитување на Голи Оток. Емануел Чучков спаѓа во групата на македонски национални борци. Како интелектуалец се вклучува во акциониот Народно-ослободителен комитет во текот на Втората светска војна, кога бил избран и за подпредседател на иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ. Подоцна како подпредседател на АСНОМ и како министер за Македонија во Националниот комитет за ослободување на Југославија, ги застапувал македонските интереси, барајки српските колонисти да се иселат од Македонија како експоненти на поранешниот големосрпски режим. Истовремено, заедно со Ченто, бара интегрално решавање на македонското прашање. Заради овие негови ставови е прогласен како автономист и сепаратист. Павел Шатев, последниот македонски гемиџија. Неговата единствена идеологија беше слободна и обединета Македонија. Заради неговите длабоки патриотски чувства и непреклонување кон комунистичката идеологија, беше изложен на невидена репресија. Човекот кој не беше убиен ниту од турскиот султан, ниту од бугарскиот цар, беше затворен и измачуван во сопствената македонска држава, прегладнет и премрзнат. Ја дочека смртта во притворот во Битола при крајот на јануари 1951 година. Владимир Полежиновски, правник, доктор на науки од Сорбона, првоборец и носител на партизанска споменица од 1941 година. Еден од секретарите на АСНОМ и еден од творците на асномските документи. Настрадал за време на судирот на Комунистичката партија на Југославија со информбирото.
Без судски процес, во јануари 1951 година, бил лишен од слобода и одведен на Голи оток, каде останал до 1954 година. Панко Брашнаров, што е доведен до таква судбина, до една трагедија, по моје длабоко убедување не е прашањето резолуцијата на Информбюро. Неговите ставови во однос, да речеме, на против српските училишта, во однос, да кажеме, против колонистите. Негово прашање против делување на одредени српски официри кои се тука стационирани во Македонија. И сите тие негови ставови, кои ги завзема со други раководители, кои се и други македонски прогласени во на антипартиска, непријателска група, да не ги броим имината и така натака, тие се причините за Панко Брашнаров да се затвори, да се дај под истрага. А прашањето на Информбюро е форма, мотив, да се најде, значи, мотив. Оти практично, што покажува? Е донесено решение за негов притвор, исклучиво на српски јазик, подпишан од мајор, значи, Цветковиќ, да Панко Брашнаров низ Скопје ширел лажни вести и го вознемирувал граѓаните во Скопје и со тоа направил прекршок. И како резултат на тоа, Панко Брашнаров се прати 24 месеци на Голи оток, на поправителна работа и така натака. И Панко Брашнаров е испратен, значи, на Голи оток. А во 1950 година го донесоа и Панка Брашнар таму на Голи оток и заедно се сретнавме. Шо заради тебе, Панко Брашнар? Шо знам, вика, ете и мене ме донесоа и шо ќе правиме сега овде? Шо ќе правиме? Викам, како условите на живот беа многу тешки. Храна слаба, физичка работа многу тешка и човекот као стар не можеше да издржи таа физичка работа и враќајќи се еден ден од работа, човекот дали од сонченица или нешто друго, важно падна на патот и кога еден од докторите рече, они више починат, за него нема ништо више. Сахранет е над амбулантата на Голи оток на околу 200 метра, а не е само он, таму има и друзи у тие гробишта. Петре Пирузе Мајски е роден 1907 година во Охрид. Основоположник на првите цивилни и воени органи на слободната македонска територија. Член на иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ. Учесник и член на АСНОМ. Учесник во редактирањето на предлог документите донесени на АСНОМ. Учесник во конституирањето на првата македонска држава. Член на АВНОј. Член на президиумот на АСНОМ. Прв повереник министер за правосудство на македонската држава. Основоположник на судските органи во македонската држава. Судија во Врховниот суд на ФНРЈ. Заточеник на Голи оток. Заедно со Ченто, Брашнаров, Шатев и други. На Голи оток, разбиша, се сретна Енушка со Пере Пирузе, кој беше, зашто тој беше стафен во кафес, онака заграден, да нема контакт со луѓето, нити со затвореници, нити може да види, ни видео да види. Он цело време, тоест поголем дел од тоа беше во тој што викаат кафезот, разбиш. И со него кој се, ви рекол, кој се сетаме, се жалеше од голема тортура. На него и тешко зборуваше. На Голи оток ние
Пере Пирузе и останалите работаме тешка физичка работа. Со камен го кршевме. Ни дава чуски од 10 килограма да го кршиме каменот, да вадиме мермер, некој за да го продаваат тој мермерот. И носиме трагач со камен. Двајца напред, еден назад. Тие трагачите тежина најмалку беа од 20-30 килограми рибиш. И то многу лошо влијаеше на нашето здравје и одевме најмалку по 20 километри далечина да го носиме тој камен. Има некои луѓе на кои оставија печат во македонската историја, а ние не им се доволно одолжиме. Петре Пирузе имаше свест за своето значење и своето битие во рамките на нашата историја. Неколку дена пред смртта на еден функционер кој дојде да го посети, а он го прими, беше благороден. Он знаеше да простува и во тоа беше неговата големина и неговата храброст. Јас велам само храбрите простуваат и тој го прими тој човек и му рече само толку. Правевте се што правевте. Направивте многу работи. Се направивте. Се што може човек на човека да му направи. Тешкоти и несреќи и зло. Меѓутоа, историјата на Македонија без мене не можете да ја пишувате. Да знаете, јас сум дел од таа историја. И тоа останува. Тоа е нешто вечно. Ченто, Пирузе, Брашнаров, Шатев, Соколов, Полежина, Апостолски, Гермов, Влахов, Атанасовски. Редица други македонски дејци, именувани за автономисти и сепаратисти, ја имаа таа несреќна судбина да бидат ставени во арсеналот на идеолошките непријатели на Комунистичката партија, како група која се спротивстави на недемократските методи на владење на партијата. Група која не го прифати како дефинитивно југословенското решение на македонското прашање. Прогласени за непријатели на сопствената држава заради нивните национални и патриотски чувства, беа жртви на комунистичкиот режим, а нивното име и дејствување табу тема на македонската историографија до крајот на 80-тите години на 20 век.